Благодарам подпредседателя и благодарам на Министерството за финансии за одговорот. Јас на самиот почеток кажам дека не сум задоволна од одговорот и немам дополнително прашање. Не сум задоволна бидејќи е навистина многу нејасно како се координираат овие процеси на вработување. Од една страна, на барањето на Домот на културата Коча Рацин, Министерството за култура со допис од 17 мај 2022 година упатува дека Министерството за финансии не може позитивно да одговори на вашето барање. Денеска сме 24 ноември, во одговорот добиен од Министерството за финансии на некој начин прстот се вперува повторно во Министерството за култура со образложение дека тие треба да го решат проблемот, односно дека тие треба да обезбедат разни трансфери или вработување или прераспределба. Многу е чудно што 8 месеци се префрла топката од едно на друго министерство, но само за информација на министрите и за култура и за финансии да кажам дека од 10 ноември оваа институција има само 3 вработени. Не сум задоволна уште еднаш од одговорот и сметам дека ова е навистина девастирачка состојба, доведена е институцијата во девастирачка состојба, а сите знаеме, особено за граѓаните во градот Скопје, колку е важна таа институција. Денеска имавме средба со странски евалуатори за стратегијата на интеркултурализам и едно општество за сите. Ова институција е вистински пример колку едно мултикултурно општество како македонското може да биде прогресивно, убаво и развиено, но за жал оваа влада, оваа институција ја остави на само 3 вработени, што значи го става под знак прашалник и функционирањето на истата. Не сум задоволна, уште еднаш ви благодарам.